Технолошките компании побрзаа да понудат лек за огромниот недостаток на безбедноста на микрочипот, што го изложува секој компјутер и паметен телефон на можно хакирање. Јавноста и натаму е шокирана од обемот на овој светски проблем. Даниел Грус од Технолошкиот универзитет во Грац е дел од истражувачкиот тим кој го откри проблемот. Всушност станува збор за два проблема. Едниот, наречен Meltdown, кој има влијание врз чиповите направени од Intel, а другиот Spectre, кој ги вклучува сите компјутерски чипови инсталирани во изминатата деценија. If you download a file from the internet and it's an executable file, or you get an executable file sent via email and you run it on your system. In either of the three cases, an attacker could incorporate a Meltdown or Spectre attack in there, and with that could leak any secret stored on your system. Оваа закана ги поттикна Amazon, Apple, Google и Microsoft да помогнат во поправката на софтверските закани од Meltdown. Но при тоа е забележано дека компјутерите стануваат многу бавни. И тоа не е се. Безбедносното ажурирање се судира со антивирусните софтвери, што пак предизвикува десктоп и лаптоп компјутерите да замрзнуваат. Некои се загрижени поради тоа што скапото и привремено интензивно надградување на компјутерските системи може да биде полош од проблемот. Затоа избира да почекаат, оставајќи и натаму вратата отворена за хакери. И ова се однесува само за заканата од Meltdown. Поправката на Spectre, бубачката, се покаже како многу потешко. Ниту една од главните технолошки компании за сега нема целосно решение за тоа. Apple во петокот предупреди дека се додека не го направа тоа, сите корисници на нивниот оперативен систем остануваат изложени на ризик додека пребаруваат на интернет.